ние го поминавме подготвителниот период и сега е период каде што треба да одиграме повеќе утакмици за да дојдеме до нашата посакувана форма. И сега е делот каде што треба да се одиграат што повеќе утакмици, така дојдовме и на идеја да направиме еден турнир кој е од меѓународен карактер и еден од подобрите кој се одржувал на нашите простори. Значи учество ќе зема одбојкарскиот клуб Дрита од Гнилање, шампионот на Косово, кој што ова година ќе зема учество и во Лигата на шампиони. Исто така ќе настапува екипата на СВСК Куманово, кој знаеме дека е наш шампион на Македонија, екипата на УГД Студент од Штип и секако Наковски волеј, каде што овој турнир и овие утакмици ќе ни служат за да дојдеме до некоја посакувана форма, значи да се дооформиме до почетокот на сезоната, која што започна на 21 октомври ова година. Во сала Партизан или каде она стандардно го играте Наковски волеј? Нашата сала е средното училиште Димитар Влахов, каде што сите наши утакмици се одигруваат таму. Каков ќе биде системот, секој со секого или ќе имаме ќе имаме полуфинале, ќе се одиграат две утакмици од Сабаја, да почнеме првата утакмица во 10:30, започнеме турнирот со утакмицата на Наковски волеј со УГД Студент од Штип. Втората утакмица ќе биде од 12 часот, ќе играат двата шампиони на Македонија и Косово. Со тоа што после продолжуваме во 5 часот попладне, значи каде се игра за трето место и во 7 часот за прво место. 19 часот, каде што победниците од оние претходни дуели, Наковски волеј и УГД Штип, ќе игра со победникот помеѓу СВСК и Дрита од Косово. Рековте дека овие надпревари се во функција на подигнување на темпото, односно тој надпреварувачки дух. Имавте и гостувања, и турнири преку летото, па добар дел од одбојкарките беа и во рамките на репрезентацијата. Како одили во наглавна линија формата на девојките? Сега, значи малку е специфично работата со девојки, посебно во млади категории, каде што е потребно многу труд, многу работа за да стигнеме до некој квалитет за кој општо и работиме. Значи јас сум пред се задоволен од нашите девојки како напредуваат, но пак ќе потенцирам дека ни треба уште многу работа за да стигнеме до некој ниво кое ќе биде, да кажеме, може да се протиставиме на малку повисоко ниво, значи на балканско ниво, на европско ниво. Затоа и ние пробуваме да играме што повеќе надвор од Македонија, од границите на Македонија. Настапуваме во Србија, настапуваме во Грција. Сега имаме најави да одиме во Албанија, во Бугарија и полека да нашите девојки стасуваат на некој малку повисоко ниво од нашето.